разговора се наоѓаме, значи, на факултетот, на Универзитетот за туризам и менеджмент. Тука сме со професор доктор Тодор Кралев, би го кажал како легенда во Македонија кога станува збор за организационите науки, менеджментот, предприемништвото и малиот бизнес. И би сакал да разговараме малку за предприемништвото, како главната тема, и секако хајде да започнеме во однос на она што факултетот за предприемнички менеджмент го нуди на предприемачите. Прво да почнем малку од историјата на кој. Ние пред 5 години започнавме како факултет за туризам. Јас не бев уште тука, првата година кога они работеа во факултет за туризам, дојдов пред 4 години во месец октомври, значи наполи 4 години и неколку месеци. Ја бев на Машински факултет, иначе долго години. Од 75 година и јако има пушет неколку години до пензија, решив да поминам во приватен факултет още. Само што дојдов, веќе почнахме да размислуваме со тогашниот декан на факултет за туризам, а сегашен ректор Златаци Миленковски. А и законот не примируваше на тоа да прерастеме од факултет во универзитет. Така законот инсистира. И прерастаме во универзитет. Еве сме веќе 5 години од постоење, 4 години како универзитет. Во рамките на нашиот универзитет постојат 6 или 7 факултети, започнат да ги бројам. Започнате со најкарактеристичниот, ја рекол, за мене најомилениот, и ако сите се омилени и добри другите, за мал бизнес, за предприемнички бизнес. Кога формираме тој факултет в рамките на тогашниот универзитет, формираме за предприемнички бизнес, за однос со јавноста, туризам си остана, регионален маркетинг менеджмент, менеджмент на човечки ресурси. Баравме факултети кај што ги некој што ги нема. Ги нема. Пример, има факултети 15-20 за економија, но тоа за мал бизнес нема ниједен. Во нашиот северен сосед има едно 5 факултета за мал бизнес. Некаде се вика предприемачство, некаде предприемачки бизнес, некаде смал бизнес. Ние го формираме тој факултет и веќе он постои сега. Веќе во јуни ќе излезат првите дипломирани менеджери по предприемачки бизнес. Тогаш да мислуваме дали да го ставиме изразот мал бизнес или предприемачки бизнес. Сепак не сакаме да го ставиме во настава да биде мал. Иако нашите сите фирми се мали бизнеси, ставиме предприемачки бизнеси. И исто така факултетот за менеджмент на човечки ресурси. Постојат многу постдипломски студии, а факултет нема. Правиме така факултет. Постојат за маркетинг, меѓутоа за меѓународен маркетинг менеджмент нема. За спортски туризам. Има за туризам за спортски нема. Така да направиме факултети многу интересни, многу успешни. Меѓутоа да се задржиме на ова што овде што разговараме, за предприемачки бизнес. Прво ние и тоа да го кажеме зашто не пред вашите гледачи и нашите гледачи. Например, кога дојдов јас тука, се соочевме со проблемот како да го викаме. И ден денеска постои дилема околу тоа дали тоа предприемништво или предприемаштво. Точно. Јас кога дојдов овде инсистирам да биде предприемаштво. Не предприемништво. Зошто го направив тоа? Затоа што мене ми исправа. Јас кога пишував книгата за менеджмент на предприемачки бизнес, лекторот ми сврти внимание, сега да ми исправаш. И вика, професор Кралев, ако е предприемништво, човекот треба да биде предприемник, он е предприемач. Така да сега мислам дека мал број на луѓе од кои што ние, од кај што дојдоа од Машински факултет, можда некој од Економски факултет, може на прстите на двете раци да се изберат луѓе што го викаат предприемач. А во уставот имало запишено државата го стимулира предприемништвото, и правник ми рече не може да се менја да биде и така надолу. Како и да е дали предприемач или предприемаштво, станува збор за една област многу интересна. Колку што е интересна, 10 пати повеќе тоа е потребно. Јас на сите мои предавања веќе предавам, еве за ова што ќе да кажам, а можда и вие знаете. Јас сум веќе универзитетски човек 40 години. 40. И кога ги предавам на моите студенти, велам дека посебно овие 20 години време на транзиција, како викаме ние тоа, убаво кажаме време на транзиција, нема пострашен проблем од проблемот на невработеност. Ние имаме армија невработени. Дали за 300, 20, 50, не е битно, на 300. 300.000, не 300 души, 300.000. Јас го осеќам тоа посебно затоа што ние како факултет, универзитет, таму кај што дојдоме како Машински факултет, ние произведуваме работници и невработени.
И јас се многу нелагодно осеќам, например, не знам дали може да го кажеме тоа, кога ме весела анекдота, кога на Машински факултет, имаме ние дипломски на Машински, така многу свечено со тетки, стрини, бујни, баби, пуно народ, пуна сала. И ајде му честитам на тоа што дипломира. Добро, колега, да честитам, ајде сега да најдете да се жените. Кажа, таа ми е жената. Добро, викам ми, даде Господен, себе го тоа малечкото ми е дете. Што да ти пожелам, бе, го знаем како се вика тоа. Работа. Викам сега, колега, да видиш. Тоа значи дека во ситуација во која што оде многу тешко со обработување, во ситуација во која што многу фирми прават технолошки вишоци, многу луѓе на 55 години, на 50 години, од полиција на 48, од војска на 48, не случајно зборам така, млади луѓе и не релативно стари остануваат без работа. Морам и тоа да го кажам, веќе кога зборуваме вака отворено сите овие работи, ние кога почнеме да ја правиме нашата нова држава, да насуваме дека диаспората ќе почне да носи пари и ќе отвараме поголи од тоа некаде ништо. Едини начин, ќе се смета едини начин да се намалува проблемот со невработеност да се отварат мали бизниси. Еве почна со реклами, дајте охрабрете се и така, се е тоа добро, меѓутоа има впечаток дека многу малку се прави за охрабрување на младите луѓе, на технолошки вишок луѓе излезени, на невработените, за отварање на мали собствени бизниси. Постоеше едно време агенција НЕПА се викаше, нели? Постои сега некоја агенција, ја не знам колку тој отвара, Заводот за вработување даваше некои кредити и така натаму, се е тоа добро, Меѓутоа, јас се уште мислам, ако гледам дай Бог, кога мислам нешто неубаво за нашата држава, дай Боже да грешам. Секој ќе факт, дай Боже да грешам. Се уште државата не помогне тоа. Кажете ми вака, гледачите. Ако некој мајстор, од Кочево, од Велес, битно, не би добро, човек со века, каве, не е битно, со средна школа, со недоволно средна школа, има некој идеја за бизнес. Хајде да се одру. Како да, прво, не смее да ја каже идејата да нема некој земја. Второ, како да направи бизнес план. Скоро правят много доцедни луѓе, некој му барале 2000-3000 евро да направи бизнес план. А 3000 евро за 25 странички е премногу. Може само малку, јас не знам зошто така се бара, дај некој да ми направи бизнес план. И мене ми бара. Да, во консултант, дојди, сакам да ми направиш бизнес план. Никогаш не сум направил бизнес план. Прво што ми говорам, не можам да ти дадам насоки. Така. А сам треба ти самиот не навлезеш во суштината на твојот бизнес, после бизнес планот, самиот одлучен да пробам. Во оваа просторија, е тука, баш тука седевме скоро со едни луѓе, и они дојдеа после на овие конференции, што имате тука, така беше, кој ден. Професор, да ни помогне да направиме бизнес план. Што сака? Она сакаме да кажете ќе ви помогнеш, така ќе го викава. Исто ќе го, не, вие да го напишете. Тоа не било ништо. Тоа не било ништо. Од тој бизнес не било ништо. Сепак, нали, да го продолжиме дека малку државата не со од друга страна постои она јас недостаток на знаење кај луѓето, еве, за бизнес план почнуваме. Дали не знае како бара луѓе да му го напишат, му го пишува некој друг бизнес план, но тој бизнес план завршува некаде во фијолка и понатаму нема врска. Може би се битни само средствата кои што ќе ги добие парите од ако е некој бизнес план натпревар или едноставно врз база на тој бизнес план да добие некои средства од државата и тие минимални што ги дава. Но сепак тоа не значи оној напредок што нам ни е потребен дека ќе обезбеди тој бизнес и работни места понатаму. Тоа е голема штета. Ние сега нешто работевме, пишуваме книга за предприемаштво од идејата успех до профит. Баш најдов едно 30 разноврсни бизнес планови, структура на бизнес план. Справо нема структура дефинитивно, практично овие 10 точки 15. Ја ги имаме, ги правиме, скоро ги печатаме. 30 разноврсни структури на бизнес планот. Значи не е во суштината во тоа. Јас обично имам да кажам, бизнес планот е идејата ставена на хартија со потребата математика. Не е тоа проблем тоа. Проблем е дали имаме идеја.
Сега. Ето дали да го отвориме тоа прашање за идеја на бизнес. Може да. Тоа прашање кога би отвориле, би останало да се ручки Ето ќе останало да побараме, ќе побараме дали тоа за Турчија. Јас не би сакал да сечам, значи би сакал и колку излезе материјалов, излезе ке, ако треба и во серијали, ке видиме да имаме по-квалитетен материјал за нашите читатели. Суштината во не широкиот фронт на мали бизнеси е во немање идеја за бизнес. Ево книгата што ја пишуваме сега, очеките за 4 месеца, направено е вакви работи, фрапанти. Прво, кажете ми, дали некој Јанковски Јанко од Пробишти сака кучење и мачки. И сака да отвори продавница за кучешки мачки храна во Пробишти. Тоа е луда идеја. У Пробишти има 3 џукери и 5 мачки. Како да отвори? Да кажеме, Коце Андреевски од Радовиш сака стручна литература. И сака да отвори, се занесува за тоа, да отвори книжарница за стручна литература во Радовиш. Абсурд. Кој ќе му купи? Скопје нема кој да купи стручна, не во Радовиш. Сакам да кажем, и до вашите гледачи, до нашите гледачи. Голема опасност при идеја за бизнес е некритичко осврнување на собствените мисли. Тоа значи дека јас што сакам, мислам дека сакат сите. А јас што го сакам тоа, не мора да го сакат сите. Према тоа мора да се биде, да се субјективизмот елиминира од бизнес идеја. Најдобро би било, ако би можело некој да ми направи истражување на пазар. Ама обично немаме пари да направи. Прво нешто немаме пари, тоа нема кој да го направи. Зашто некој го прави обшто истражување на пазар. Ако ја имам некоја идеја, прво што треба да направам, тоа го кажа опциите што го гледаат тоа, да разречат да вака, што рече професор Кален, да се прашам, дали таа идеја ја сакам јас, и мислам дека е добро, ја сакам таа идеја. Дали другите ќе сакат? Дали ќе има купувачи за тој мој производ или таа услуга, што ќе ја правам јас? Дали на тој начин сум го погодил нешто што на пазарот го нема, уопште го нема, или го има несоодветно? Па јас да ја пополнам таа празнина на пазарот. Но тоа мислам дека голем број на луѓе грешат тука. Го внесува целиот субјективизам затоа што он се легнува и станува со таа идеја. И е толку заљубен, тој е малце да не кажем нешто лошо. Не гледа ништо друго. Прво не може да разбере мисли. Може да дојде кај Гален и кај прави рече, имам идеја за отварање во Крива Паланка тоа. Ќе ме земе некој идеја, се плаши од тоа. А најверојатно во идејата има 100% субјективизам. 100%. И тоа е опасност. Од друга страна, кој имале податоци, ја имам во една книга пишувано, демократска литература, например, Америка, од САД има податоци, например, по една местна заедница, што би рекли ние, на 5233 треба книжарница. Но бројките се безвезни, кажеме се. Али тава бројки, на колку луѓе со таа куповна моќ треба една аптека, една книжарница, една месарница, една тоа. И сега, ако да кажеме во Кратово, уши има, не знам колку, не питам колку учители има сега, ако има една аптека, не треба втора. И он кажува, за толку жители колку има Кратово, треба една аптека. Треба една продавница за конфекција. Не знам, морам, не добра, ама мислам дека треба да има податоци, а тие ги нема. Тоа, она што треба да поддржавниот завод за статистика, кај нас што би требало да има јавно достапни податоци, за да можат и сегашни предприемачи да користат, го нема од US цензус денов, мислам, во Америка има редовно ажурирани објавни. Дури вчера гледав кој што една мислам дека сега кој што се занимава со токму истражување на тие податоци и слободно можеш да ги извадиш суровите податоци, па ти да си ги анализираш во Excel или во твоја алатка или било како. Кај нас, значи, постојаме недостаток на квалитетни податоци кои што да тргнеме Државен завод за статистика, иако го следам во последните неколку години има некој напредок, но се уште тоа многу се слаби тие информации. Јас си се дорекана дека, например, они, ако сакам ја да отворам некој поглед за нешто за школите, јас сум сигурен дека они немаат податоци и немаат школска опрема. Што него ти книги, сунгери, маси, групи и се заедно, табли се. Јас сакам да произведувам столчиња за школите.
Од каде нема податци колку се произведат, колку се везуват, колку се извезуват? Нема податци. Тоа е најверојатно се во еден кош, и што се и кредите, и сугерите, и таблите, случајите, и масочки ги се. Треба да има податци. Значи, он треба да ги разврсти по производи, по елементи и да рече столчиња за школите, големина таа, се произведуваат толку во Македонија, се извезуваат, толку се извезуваат толку. Има потреба за уште 5.000.